Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 40 до 45 минути вие јас имаме право да знаеме вистината. За вечерва имавме договорено интервју со потпредседателката на СДСМ Ана Чупевска. Договоривме термин, договоривме све и од некои приватни причини беше одложено тој интервју. Всушност Ана Чупевска е веројатно единствена личност таму во врвот на СДСМ која според мене има некаков политички и лидерски капацитет, е интересна за публиката и во услови или во моментот кога беше откажано интервјуто, сметав дека треба да се направи вонредна политичка или да се направи политичка анализа која ќе биде за сите гледачи на емисијата во Центар. Зошто? Бидејќи треба да се смени енергијата. Прво сметав дека треба интервју со жена, после сите овие тешки интервјуи изминатите 1 или 2 месеци, и од кога веќе не ја снеме Ана Чупевска, дека треба една политичка анализа, за да можеме да ги проектираме политичките процеси. Тие кои се мембари на емисијата во Центар, секој вторник, 22 часот и 30 минути, добиваат неделна доза на политичка анализа. Вие кои не можете да платите 150 денари, заслужувате барем на 3 или на 4 месеци да ви се направи одредена проекција на политичките разврски во Република Македонија. Иако оваа форма на журнализам, ова форма на новинарство е многу потешка од интервјуа. На интервјуа направите 10, 15, 20, 30 прашања, имате контакт со гостинот, поставувате прашања, се возите на тие прашања, побрзо ви оди мислата од гостинот и станува одредена драма, станува одлично интервју. Тука сте сами со себе, сами со мобилен телефон на кој снимате, треба 35 или 40 минути да говорите 120-150 на сат, ниту една секунда да застанете, мислата да ви тече како подмачкано со лој. Значи и во такви услови всушност треба да погодите, да кажете тоа што е суштината на политичките разврски, тоа да го преджвакате и да го презентирате пред публиката тоа да може да го разбере, бидејќи во тие 40 минути има преку 100, преку 200 тези, тоа треба да се дајџестира, тоа треба да се прими, да може да се свари и да може да се направи одредена рационална политичка анализа. Кога ќе погледнете ова политичка анализа, ако ви се допадне анализата ќе ставите лайк, ако ви се допадне анализата ќе ставите subscribe, да бидете сабскрајбери на емисијата во Центар, бидејќи нашите анализи покажуваат дека некаде околу 50 до 52% од сите гледачи на емисијата во Центар не се сабскрајбери на YouTube каналот Васко Ефтов, така што ако сите кои гледате емисијата станат сабскрајбери, тогаш бројот на сабскрајбери нема да биде 100-2000, туку може да стигне 150 до 200.000. Така што почнуваме вонредна политичка анализа за сите гледачи на емисијата во Центар, недела 22 часот, останете со нас, нема да се жалите. Во една политичка анализа ви имате 10-15 теми. Меѓутоа, клучната тема на вечерашна политичка анализа е дали СДСМ ќе се извини или дали СДСМ, ако сака да победи на било кои избори во Република Македонија, ќе мора да се извини за Зоран Заев. Клучен за мене е СДСМ, бидејќи сите политички разврски зависеа и ќе зависат од состојбите или тоа кој ќе има контрола врз СДСМ. Има всушност две тези. Едната теза која е многу актуелна, која е многу присутна последните неколку години, да не речам последните 10 години, дека ВМРО е ДНК-то на македонецот, дека секој македонец политички или генетски ДНК му е ВМРО. И втората теза, тоа е на Лјупчо Ѓоргиевски во оној момент 2002-2003 година, кога се поднесо оставка на челната функција во ВМРО ДПМН и го наследил Никола Груевски, дека Македонија е лево ориентирана држава, дека менталитетот, политичкиот хабитус на македонецот, на македонците е лево ориентиран, да не речам дека е комунистичка Македонија, и дека ако сака да се победи на избори, ако сака ВМРО ДПМН да победи на било кои избори после Лјупчо Ѓоргиевски, треба бројката на гласачи да ја зголеми над 350, над 400.000 гласачи, а Лјупчо Ѓоргиевски бил во кондиција да обезбеди некаде околу 310-315.000 гласа. Всушност, во изминатите 34 години имаме 3 обиди со помош на левите гласови ВМРО ДПМН да победи на избори. Првиот пат победи 1998 година, кога се прави коалицијата помеѓу Лјупчо Ѓоргиевски и Васил Тупурковски. Вториот обид или вториот успешен обид, вториот период 2006 година, кога Никола Груевски победува со гласовите на Тито Петковски. Но претходно има еден неуспешен обид 1994 година, кога Лјупчо Ѓоргиевски прави коалиција со Петар Гошев. Значи, тоа се трите обиди кога со помош на левите гласови, кои ќе се накалемат на гласачката база, но на традиционално или историско ВМРО, односно ВМРО ДПМН,
ВМРО ДПМН победил на избори. Така што знаете во тој композит, во тој конфликт дека ВМРО е ДНК-то на македонецот или на Македонија и од друга страна тезата на Лјупчо Ѓорѓевски дека ова што во Македонија гласа, политички вегетира, политички функционира е првенствено комунистички или првенствено лево ориентирано, а предпоставам дека мисли југо-носталгично или со жалење за одредена СФР Југославија, многу повеќе носталгично, многу помалку да речеме комунистичко. Во една таква симбиоза Никола Груевски успева да ги спои тие две структури. ДНК-то на Македонија и таа една комунистичка Македонија. Всушност, од сегашна временска дистанца, или ако рационално погледнеме, постојат барем 3 Македонии, географски постојат 3 Македонии. Источна Македонија, каде што доминира бугарското влијание и во текот на Втората светска војна, воопшто или има многу малку одредени вооружени конфликти, партизански одреди, борби во наводници против бугарскиот фашистички окупатор, го имате западниот дел на Македонија, каде што во најголем дел се борат против балистичките чети, балистичкото движење, и во тој западен дел на Македонија е многу поприсутно српското влијание. Западна Македонија, делот на поречието и така натаму, таму и сега доминира некој српско влијание. И имате и таа Јужна Македонија и првенствено Егејска Македонија, каде што ви доминира грчкото влијание. И знаете, кога ќе ги споредите овие во наводници 3 Македонии, многу полесно може да се асимилира македонецот или да се асимилира таа национална политика на македонецот од Србија или Бугарија поради јазична блискост и секаква друга блискост. Многу е потешко тоа да се направи со грчкиот јазик. И секогаш бунтувањето против грчкиот јазик, против грчката политика биле многу поизразити. Може би биле поизразени поради некој пореволуционерен карактер на тоа население во Егејска Македонија, меѓутоа јас мислам многу повеќе поради грчкиот карактер во наводници на таа асимилација и на пропаганда, па и унијатството во Кукуш, во околината, Гоце Делчев и така натаму, се создава како револт против Грчката православна црква и обидот Грчката православна црква да наметне одредена во наводници грчка политика за тоа население. Многу поблиску им била некаква бугарска езархијска црква или српска православна црква и така натаму и така натаму. Никола Груевски на тие 3 Македонии, под одредена асимилација во наводници на бугарите, на србите и на грците, им го наметнува, им наоѓа НЗС, а тоа е идеологијата на антиквизацијата. Идеологијата на антиквизацијата Александар Македонски, Филип Македонски, кој прв се обидува да ја наметни Васил Топурковски, тоа го прави неуспешно и подоцна доаѓа Никола Груевски. А тоа е рожба на тајните служби. Тајните служби само наоѓаат политички инструментариуми преку кои може да ја пласират една таква стратегија. Што треба да направи таква стратегија? Па да го идеолошки поклопи македонскиот амбиент, бугарско влијание, српско влијание, грчко влијание и вие наметнувате политика на антиквизација, каде што се бриши све: Крали Марко, цар Борис, Ванчо Михајлов, Тодор Александров, Коте и така натаму, и го имате Јосип Броз Тито, нели, таа комунистичка Македонија, и го имате чадорот на Александар Македонски. Тоа успеа да го прави Никола Груевски. После Никола Груевски, македонскиот народ, македонската почва е така идеолошки обезвреднета, така идеолошки разобличена, разнебитена, што сега, знаете, нема идеологија, нема политика, нема стратегија, нема цел кон која се движите и всушност сите или вегетираат или се лепат за некоја погрешна идеологија. Ние македонците во основа не си ја познаваме нашата историја. Не читаме за нашата историја. Само голтаме одредени дајџестиви кои не ги сервираат или политичките партии, или некои квази историчари, или некои алтернативни историчари, и голтајки ги тие дајџестиви или кратки некакви историња, форми, рилчења така натаму, ние всушност градиме одредена митоманија околу тие мали рилчења, сториња и сите тие работи кои на лажиче нели не ги сервираат, и така создавајќи одредена во наводници лажна историја, не лажна историја во однос на бугарите, не лажна историја во однос на грците, лажна историја во однос на србите, туку лажна историја во однос на македонците. Гледате, во Егејска Македонија, па ви почнува февруарскиот поход, па имате Фуштанско, па имате Преспанско, кој е нели на границата, Преспанско советување. Тамо 8 години тие луѓе војуваат
војуват и во Првата светска, односно Втората светска војна, војуват и после Втората светска војна по граѓанската војна во Грција 48-49 година. Никола Груевски, а претходно Лазар Колишевски, јас обично сакам да кажам дека ниту еден политичар во Македонија последните 70-80 години немал поголема мок од Лазар Колишевски. Единствено Никола Груевски во неговите 10 години на чело на македонска држава се приближил со неговата мок до Лазар Колишевски. Тоа не бил ни Крста Црвенковски, ни Бранко Црвенковски, ни Киро Глигоров, ни Љупчо Ѓорѓевски. Може би биле посакани, може би биле по-мудри, може би биле по-паметни, може би биле по-добри политичари, никој немал таква мок како Лазар Колишевски. И односно Никола Груевски после како наследник на Лазар Колишевски. Затоа во еден временски период, вклучително и минатата и предминатата година, луѓе блиски на Никола Груевски почнуваа со многу позитивни тонови да го осликуваат ликот и делото на Лазар Колишевски. Внимавајте, ВМРО ДПМН, која има прогласено континуитет со Ванчо Михайлов, Тодор Александров и така натаму и така натаму. Архин е пријател на Ванчо Михайлов, Тодор Александров и Лазар Колишевски. Значи од ВМРО ДПМН, Маријан Ѓорчев, Никола Груевски во некои приватни разговори, доаѓаат одредени колоритни тонови, одредени благи тонови, благи форми на воспевање на ликот и делото на Лазар Колишевски. Тоа што го прави Никола Груевски или тоа што го прави Васил Топурковски се обиде во текот на 70-те години да го направи Лазар Колишевски. Повија наследници на децата бегалци, кои се враќаат првенствено Романија, Унгарија, Полска, Чешка, делот Ташкент, Советскиот сојуз, ги населува или во Велес, ги населува или во Полок, Тетово, Гостивар, и на тој начин смета дека со тој еден субстракт на македонскиот народ, кој е иселен од Егејска Македонија, кој поминал 10-15 години во одредени кампови или живеалишта или во одредени интернати во земји во Источна Европа, да ги насили на македонска почва, во еден дел нели да ги конфронтира со албанците во Полок, односно во Западна Македонија, и вие, например, имате Панче Тошковски од Велес, имате Гордана Кочовска од Тетово, имате Дафина Стојановска од Гостивар. Во СДСМ вие немате такви процеси. Ниту Бранко Црвенковски, ниту Киро Глигоров не посветуваа внимание на македонците од Егејска Македонија, зато тие завршија безмалку 100% гласајки за ВМРО ДПМН. Тоа се првенствено деца или внуци на партизаните во Егејска Македонија, што ќе речи како дел на партизанското движење, првенствено лево ориентирани, на крај завршуваат во подесната партија во Република Македонија. Не завршуваат ке СДСМ, завршуваат ке ВМРО ДПМН. Така се изместува таа основна теза на Љупчо Ѓорѓевски, дека Македонија е доминантно црвена или доминантно комунистичка држава, значи многу послична на Словенија, каде што таму се уште тие процеси и се почитуваат, и се негуваат, и се на власт во Словенија, за разлика, да речеме, од ХЗД во Хрватска, каде што е направен некако Франкенштајн на партизаните, на домобраните на усташите, нели, партизаните и усташите, имате НЗС некое, тоа се домобрани, е нешто слично се обиде да направи Никола Груевски. Никола Груевски, Васил Топурковски, Лазар Колишевски. Тоа е некоја генеза. Таа генеза всушност ја постави обландата на политичките разврски во Република Македонија. Сега ќе ги анализираме 4 клучни или 5 клучни политички субјекти во Македонија и врз база на така поставената обланда да можеме да проектираме одредени политички разврски во нашата држава. На почетокот или некаде на средината на оваа анализа сакам да демистифицираме или да разбиеме, да растуриме неколку тези кои кај колегите и кај одредени политички аналитичари, кај одредени политичари, политички мислители доминираат изминатите 10, 15, 20 или 30 години. ВМРО е ферментирање на македонизмот. Изминатите 130 години преку структурите на историското ВМРО вие имате различни фази на ферментирање на македонизмот, каде што во наводници македонизмот и бугаризмот преку таа структура ферментираат, се конфронтираат, па дури се убиват. Комуницират или дискомуницират. СДСМ или Комунистичка партија на Македонија е победа на македонизмот. Победа на македонизмот и во Втората светска војна и посебно по завршување на Втората светска војна. Бидејќи ако во Букурешт 1913 година Македонија поделена на 3,5 дела, Вардарска, Пиринска, Егејска Македонија е еден мал дел кој завршува денешна Република Албанија, современа Република Македонија, тоа која пред 4 или 5 години прекрстија во Република Северна Македонија, е направена на делот кој припаѓа со Букурештскиот договор
на Република Србија. Односно припаѓа на Белград, Кралство Југославија, Кралство Србија и така натаму и така натаму. Што ќе рече дека комунистичката партија на Македонија, која е претходница, СДСМ е наследничка, ако е мајка комунистичката партија, ќерка е СДСМ, СДСМ процесот на зрење, на победа на македонизмот, не го остварува во конфликт со Грција, не го остварува конфликт со Бугарија. Да, го остварува и во конфликт со Грција и со Бугарија, но првенствено го остварува конфликт со Белград или со Република Србија. Така што кога овие сега, мали кисенџери, ви доаѓат и ви кажуваат југотајкунерија, југошабанерија, српско влијание и така натаму. Јас го напаѓам српскиот свет, бидејќи сум сметал дека српскиот свет е совладан од комунистичката партија на Македонија и СДСМ како наследничка на комунистичката партија на Македонија. Како е совладан тој српски свет? Па направена е прва македонска држава. Направена на територијата која припаѓа со Букурешт на Република Србија или на Кралството Србија. Направена е Македонска академија на науки и уметности. Блаже Коневски, Михајло Апостолски, Блаже Коневски, во наводници кој е татко на кодифицираниот македонски јазик, Михајло Апостолски кој е татко на македонската армија која ослободува Македонија во текот на Втората светска војна, и кога вие ќе ги поставите тие столбови на тоа налепувата Македонска православна црква и трите столба на современиот македонизам кој го поразува српскиот национализам, хегемонизам и шовинизам тука во Република Македонија, го прави Македонската комунистичка партија и СДСМ како наследничка на Македонската комунистичка партија. На тоа се налепува борбата на комунистичката партија против албанскиот иредентизам и бугарскиот шовинизам. Меѓутоа првенствено победата и битката е против српскиот национализам во текот, односно после Втората светска војна и се до распадот на СФР Југославија. Од тој или во таков контекст улогата на Лазар Кулишевски, улогата на Крсто Церенковски, ние можеме да ја боиме со одредени колоритни, одредени светли бои, светли тонови, многу повеќе такви светли бои, светли тонови споредба со некои црни бои, какво што се боеше нивната роља крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години, и целата таа македонска позиција. Зоран Заев во неговиот мандат ја распродава како да продава лубеници на пазарот во Горни Милановац. Оттаму мојата теза, дека овој СДСМ таков како што е, како некаков дел, како некакво ДОЛ друштво или мало предпријатие на мамас од Струмица, ако сака да победи на било кои избори, не треба да го баштини ликот и делото на Зоран Заев, туку треба да се извинува за ликот и делото на Зоран Заев. Ова ВМРО ДПМН денес, предводено од Христијан Мицкоски, е сила без идеологија. Сила изразена во бројка на гласови, кои ги имат освоено на локални, кои ги имат освоено на парламентарни или на претседателски избори, првенствено мислам на претседателските и парламентарните избори минатата година, а многу помалку или безмалку без идеологија. И всушност, тоа што ви го кажав како одредена генеза, од 310-312 илјади гласови кои ВМРО ДПМН ги има освоено во пикот на владењето на Љупчо Георгиевски, во мандат на Никола Груевски прво станува 440.000 гласови, подоцна станува 480.000 гласови. Во изминатите 15 на години, значи после доаѓањето на Никола Груевски на власт, 2006 година изборите, а тој доаѓа некаде 2003 година, значи 2003 година, 2025 година, тоа околу 22 години. Во тие 22 години, единствен тежок пораст на ВМРО ДПМН е на локалните избори 2017 година, која мора да се замени Никола Груевски. 1,5 година после тоа на претседателските избори 2019 година е многу тесен резултатот и во првиот и во вториот круг на претседателските избори, и тогаш таа е прва метла на СДСМ и на Зоран Заев, кога своите позиции генерален секретар, организационен секретар на СДСМ мора да се заменат Александар Керацовски и Миле Зечевич како одговорни за поразот на СДСМ и намалување на изборниот резултат некаде за околу 100.000 гласови 2019 во однос на 2017 година. И такво ВМРО ДПМН е сила без идеологија, всушност им помага на бугарите да не претрпат втор тежок пораз на македонска територија. Првиот тежок пораз на бугарите од 1941-44 година и Втората светска војна. Ние можеме да толкуваме како сакаме, дали се окупатори, дали не се окупатори. Бугарите во текот на Втората светска војна ја губат, се пеплосани на македонска територија, и бидејќи се губитници на Втората светска војна, тие мора да прифатат моштите на Гоце Делчев
да се вратат во главниот град на независима Македонија, тој е градот Скопје, бидејќи тоа е политичка волја, желба на Гоце Делчев која мора Ѓорги Димитров да ја реализира. И некаде 46-та, 47-та, 48 година Бугарија како поразена во Втората светска војна. А каде е поразена? Сигурно не е поразена во Истра, сигурно не е поразена во Хрватска, туку е поразена на територија на Македонија и дел на тие западни покрајни. Во Србија мора да дозволи автономија на македонците во Пиринска Македонија. Така македонците стануваат 150, 200, 250 илјади на пописите кои се правени во тогашна социјалистичка или народна република Бугарија. И го имате францускиот предлог. После 70 години бугарите не се еден народ со македонците. И тоа е нивно барање. Тие 2000 или 3000 бугари стануваат малцинство во уставот на Република Македонија. Значи, кога некој стане малцинство, значи не е мнозинство по логика на нештата. Кој е мнозинство во македонската држава или уставот на Република Македонија? Македонскиот народ. Значи, македонскиот народ е мнозинство, бугарскиот народ е многу мало малцинство, кое се бори преку инструментариумите на Европската Унија да стане малцинство. Значи, бугарите молат, значи, бугарите инсистират, да не речем бугарите уценуваат да станат малцинство во уставот на Република Македонија. Значи, гледате таа теза дека сме еден народ во две држави, австријанци и германци, односно бугари, македонци, украинци и руси, бугарите тоа го барат да биде направено во македонскиот устав. Само со глупата политика на Зоран Заев, оној интервју кој го дава на БГНС, тој им фрла гума за спасување не толку на бугарите, колку на ВМРО ДПМН. На ВМРО ДПМН кој после изборите 2017 година, локалните предходно, оние настани 27 април 2017 година, беше изфрлена надвор од стадионот, не беше дури ни на клупите, не беше ни на трибините на стадионот, туку беше изфрлена тамо некаде градскиот парк кај фонтаните. Зоран Заев со таа негова политика прво овозможува на ВМРО ДПМН да се приберат до трибините на стадионот и кога почна лошо да играт на теренот, тогаш овие само се симна, ги сменја дресовите и продолжа да игра така како што игра во мандатот на Никола Груевски. Знаете, дали ние бугарите се разликуваме од 1830 или од 880 или од 915 или 944 или од пред 2 недели? Значи, ние се разликуваме и тоа го признаваме и ние, тоа го признават или го барат сега и бугарите. И наместо да доживеат бугарите со францускиот предлог втор катастрофален пораз на македонска територија, ВМРО ДПМН со правење или со неправење и овозможува на бугарите тој катастрофален пораз да се на мал чекор да го претворат во голема победа на македонска територија. Тоа им го возможува ВМРО ДПМН, а на ВМРО ДПМН со лошата политика им го возможи Зоран Заев, односно СДСМ под контрола на Зоран Заев. Тој е обезличен, идеолошки и секако друг СДСМ под контрола на Зоран Заев. Така што, знаете, за да ги вратите процесите назад, вие може да почнете со ВМРО ДПМН, но тамо пак ќе удрите со глава во некаков зид наречен СДСМ или Зоран Заев, кои нема да одговарат на историските задачи. За да можете ВМРО ДПМН во наводници да го пензионирате вакво ВМРО ДПМН какво што е сега, прво мора пензионирањето да го направите во СДСМ. И тоа мора да оди хронолошки Зоран Заев, па Венко Филипче, па Христијан Мицкоски. Па тогаш да се створи одредена комбинација во двете најсилни политички партии во Република Македонија и кога тамо ќе се створи одредена нова комбинација, тогаш можеме да говориме за дефинирање на македонската стратегија со која конечно Македонија ќе влезе во 21 век. Гледате, тоа е разликата кога веќе осмените името за политика или за македонски национални интереси или ќе го смените името за бизнес. Ако го смените името, колку и да не сакате за македонски национални интереси, тогаш ќе креирате политика, тогаш ќе креирате стратегија. Ако го смените името за бизнес, тогаш ќе креирате нешто ала мама стратегија на Зоран Заев, каде што вие чувствувате СДСМ како нешто што е купено. Го имате купено, во наводници имате дадено пари, тоа е ваша собственост и ќе правите со таа ваша собственост што сакате. Кога некој има собственост на СДСМ, тогаш може да ја распродава како сака во Белата палата или било каде, знаете. Вашо е и правите со него што сакате. Така се дожива политиката во Република Македонија. Од една страна го имате ВМРО ДПМН кој вели ние ќе победиме на изборите и кога ќе победиме на изборите се ни припаѓа нам, никој нема право да ни се меша и така постојано влегуваме во одредени конфликти како 99-та, 2001 година, па шарена револуција, како што и сега
да не беше ставањето на Артем Груби на американската црна листа со оној закон за јазици пред Уставниот суд на Република Македонија, ке можеше да заврши целиот тој процес. Имате СДСМ, кој во наводници е купена политичка партија од групацијата БАМАС. Ви имате две структури, ВМРО ДПМН, која е сила без идеологија, СДСМ во овој момент која нема сила, односно е без сила и без идеологија. И вие немате политика во Република Македонија. Во Република Македонија во момент на власт е ВМРО ДПМН, кој глуми дека е врховен градоначалник. Тука значи стига целата политичка тежина на ВМРО ДПМН. Тие не водат надворешна политика, тие не водат стратегија, тие се само врховен градоначалник, нешто подобро од Данела Арсовска. Па говори Александар, гледате, Александар Николовски ги дава секогаш клучните пораки во структурата на ВМРО ДПМН. Тој учествува во правење на влада октомври, ноември, после губење на локалните избори од страна на Зоран Заев, за самоставката на Зоран Заев. Пред доаѓањето на Димитар Ковачевски, ВМРО беше само на чекор да формира одредена влада со сите албански, без дуј, сите албански политички партии, плюс Димитар Пасиев, нели на фотографија од собранието, која веќе не беше 60 нели кој беше соодносот во македонскиот парламент, и заврши Христијан Мицковски на операција на мрсно ткиво во едно од градските болници во главниот град на Република Македонија. Па Александар Николовски ги дава клучните изјави во однос на бугарското или македонското прашање. Александар Николовски после неколку средби, како што се шпекулира на Христијан Мицковски со структури на Али Ахмети, да не речем и самиот Али Ахмети, кога на два пати има некаков договор дека можни се предвремени парламентарни избори, излегува Александар Николовски и вели нема да има, нема основи, нема услови, нема потреба, бидејќи стабилна Република Македонија, да има предвремени парламентарни избори. Во такви услови, знаете, вие разговарате со Мицковски, но со Мицковски очигледно можете за бизнис да разговарате, за политика, за политички процеси, очигледно дека одлучува некој, може би е вклучен во тоа тело и самиот Мицковски, но одлучува некој кој е над Мицковски, бидејќи ако тој дава одредена согласност и после кога ќе се врати во Белата палата вели пупу не важи или не е веродостојна таа моја согласност, тоа значи дека некоја сенка над таа структура. Тоа го разговаравме нели во интервјуто и со Зоран Ефремов и со Оливер Андонов. Постои некоја сенка секогаш изминатите 30 години која лебди и над историското ВМРО, и над Белата палата, и над ВМРО ДПМН, и во мандат на Љупчо Ѓорѓиевски, и во мандат на Никола Груевски, сега во мандат на Христијан Мицковски, и таа сенка всушност ги влечи потезите. Христијан Мицковски, ако победи на есенскиот конгрес кој треба да биде закажан за неколку месеци, тој ќе има најмногу мандат од 2029 година. Во оној временски период 2020-2021 година, кога се собира одредена енергија за смена на Христијан Мицковски, дали е тоа мериот конгрес, дали е некако сличен конгрес, тој очигледно, поради неговата слаба политичка позиција, прифаќа да биде сменен статутот на ВМРО ДПМН. Тога за прв пат во статут на ВМРО ДПМН е впишано името Северна Македонија. Тоа го прави сегашниот министер за внатрешни работи Панче Тошковски. Во тој статут на ВМРО ДПМН, кој го прави Панче Тошковски, лидерот на партијата може да има најмногу 3 мандати. Тоа истекува некаде крајот на 2029 година. Што ќе се случи од 2029 година? Може Мицковски, после некоја победа на локални избори оваа година, 2025 година, да се обиде да го менува статутот на партијата. Но тоа го направи Зоран Заев 2021 година и тогаш после промените на статутот на СДСМ, изборот на нов лидер на СДСМ го прават сите членови на партијата со непосредно гласање, а не на конгрес на партијата, и само 6 месеци после тоа славодобитно победување со избор на сите членови на СДСМ, Зоран Заев ги губи локалните избори, мора да се замени во политичка пензија. Привремена или трајна политичка пензија. Тоа не значи дека Мицковски ќе ги изгуби локалните избори, напротив, тој е апсолутен фаворит да победи на тие локални избори, но секогаш кога ќе чепнете во статутот на одредена партија, тоа прави такви политички карамболи кои вие не можете да ги контролирате. Ајде полека во вториот дел на наша вечерашна анализа, политичката анализа да ја сведеме на одредена партиска анализа. Ако вие го смените името на државата поради бизнис, а не политика, тога СДСМ ќе води бизнис политика, од државата ќе води бизнис политика, ВМРО ДПМН историски води бизнис политика, и секогаш кога ќе се конфронтира две бизнис политики, секогаш бизнис политиката на ВМРО ДПМН победува против бизнис политиката на СДСМ.
Како бизнис СДСМ не може никош да го порази ВМРО ДПМН. При тоа бизнис не мислам на економска политика, не мислам на даноци, не мислам на фискална, на царинска политика, туку мислам на тендери, на транге, франге операции, така натаму и така натаму. Зоран Заев во наводници како диво месо на СДСМ, кој му наметнува чадор на бизнис политика на СДСМ, а тоа знаете почнува тамо некаде почетокот на 90-те години. Дел од гледачите на оваа емисија кои се повозрасни, веројатно се сеќаваат на оние преговори на Васил Топурковски како специјален представник на Киро Глигоров со Алој Смок, тогаш министар за надворешни работи и вице-канцелар на Австрија. Австрија во тој временски период 91, 92, 93 година сака да стане членка на Европската унија, бидејќи после губењето на Втората светска војна Австрија поделена на 3-4 зони, не може да биде членка НАТО, не може да биде членка на Европската унија. Тамо се сојузничките или победничките држави задолжени да го контролираат функционирањето на државата Австрија, и денес Австрија со една нога е на исток кон Русија, со втора нога е на запад кон Европската унија, тука некаде на границите со НАТО алијансата. И во тие разговори, кога Алој Смок и Австрија сакат всушност да им се допаднат на грците и на старите членки на Европската унија, го даваат предлог од Централна Балканска република, република или држава на реката Вардар и така натаму и така натаму. Тоа се тие преговори Алој Смок и Васил Топурковски. После тие разговори кои Стојан Андов ги публикува или пушта да бидат публикувани во македонската јавност, Васил Топурковски се повлекува таа позиција, 5-6 години не е присутен на политичката сцена. Во тој временски период ги пишува книгите за Александар и за Филип Македонски. Значи го почна процесот на антиеквизација кој своето финале го дожива во мандатот на Никола Груевски. Тогаш Горан Михайловски во своја колумна во дневниот вестник Вечер вели: ако се пазариме, барем да ќариме. Гледате која е таа филозофија. Ако се пазариме за името, барем да ќариме. Што да ќариме? 100 милиони, 200 милиони, 1 милиарда, 2 милиарди. Знаете, ако вие разговарате за цената, всушност вие не се разликувате СДСМ на Зоран Заев, ВМРО ДПМН, Васил Топурковски, одредени медиумски трабанти кои го поддржуваат целиот тој процес. И кога вие стратегијата или политиката да се смени името за политика и стратегија, ја трансформирате во политика да се смени името за пари, тогаш доаѓате во една таква ситуација во која се наоѓа сега Македонија, обезличена, без политика, без стратегија, без правец, без компас, без ништо. Ајде да сведеме целата сега анализа на внатрешни партиски состојби во Република Македонија. Целата конструкција на Христијан Мицкоски изминатите 3-4 години, која почнува со локалните избори и која треба нели да заврши сега, кругот 4 годишен да биде завршен со локални избори, почиваше на два играчи надвор од чинелот на ВМРО ДПМН. Едниот е Армен Таравари, вториот е Максим Димитриевски. Гледате, Армен Таравари, кој е чедо рожба на Христијан Мицкоски, со кој тој руши владата, Европскиот фронт кој беше најавен на Димитар Ковачевски, го измъкнува Армен Таравари, го прави председателски кандидат на Влен, не постои, не е формиран Европскиот фронт на ДУИ, СДСМ и тие сателит партии околу нив, и СДСМ ги губи и локалните, ги губи парламентарните, ги губи председателските избори и оди во една тешка опозиција. Втората личност е Максим Димитриевски. Овие два играчи, надвор од чинелот на ВМРО ДПМН, ги договара Мицкоски, значи тоа е личен, кичен проект, кичен политика на Христијан Мицкоски. Сега останува како што стојат работите без Армен Таравари, и ако остани на локалните избори без Максим Димитриевски, тога сушно се остварува стратегијата на Никола Груевски да јакне Али Ахмети и по потреба да јакне левица на Димитар Апасиев. Левица на Димитар Апасиев, која е формирана во период на Сашо Мјалков и на Никола Груевски, со првенствена задача да штрбнува гласови од СДСМ тогаш на Зоран Заев, со тек на времето, од кога Никола Груевски заминува во Будимпешта, полека се претвара во партија која треба да штрбнува гласови од шинелот, колачот од тортата на ВМРО ДПМН. Секогаш кога левица ќе стане закана за ВМРО ДПМН, медиумите под контрола на ВМРО ДПМН се активираат, се алармираат, се создава одредена медиумска општествена хистерија, така беше пред ланските председателски и парламентарни избори, така и сега пред локалните избори. Одредена комбинација на Димитар Апасиев
левица, Љупчо Коцарев до неодамна првиот човек на Македонска академија на науки и уметности, беше силно оружје во рацете на Никола Груевски. Гледате, преку силното оружје наречено левица и преку силното оружје наречена Али Ахмети и Дуи, всушност Никола Груевски во наводници се пресметува со Христијан Мицковски, го држи под контрола Христијан Мицковски, го има на стендбај Христијан Мицковски. Вие секогаш можете да им правите со одредено балансирање, разместување, менување на рамнотежата, менување на позиција кога да се наоѓате на оние топки нели на пилатес, вие постојано нели мора да балансирате. Ако не знаете да балансирате, имате проблем малку со колковите, имате проблем малку со кичпата. Ако сте нели премиер на влада како што е сега Христијан Мицковски, вие секогаш имате проблем со балансот. И ако тој баланс некој со помош на Дуи, некој со помош на левица, некој со помош на Арбен Таравари, ви го растура тој баланс, тогаш имате проблем како да владеете. Тоа го прави Никола Груевски. И минатата модерна политичка анализа во вторникот ние анализиравме дали на Македонија е потребен демократизиран Никола Груевски, дали може да се врати Никола Груевски, и не мора да ви дадам одговор. Само сетете се на нон-пейперот на Јанес Јаншо од пред 4 години, нон-пейпер кој сите призна дека постои, но никој не призна кој го има поднесено тој нон-пейпер. Тој нон-пейпер сметаше дека треба процесот на дисолуција, дека процесот на дисолуција на Југославија не е завршен. Тука го отвараш албанското прашање, па можно обединување на албанска територија, посебно Босна и Херцеговина. Гледате што се случува сега во Република Српска, врие, ферментира. И за нас во Република Македонија клучно, тој процес според нон-пейперот на Јанес Јаншо требаше да заврши со враќање на Никола Груевски во Република Македонија. Па може 2029 година, ајде да видиме каков е политичкиот хороскоп 2029 година, ако како што сега стојат работите, завршува мандатот на Христијан Мицковски на чело на ВМРО-ДПМН, да видиме што ќе се случи или како ќе заврши ферментирањето или гулаш лонецот што ќе isfermentира во Белата палата. Арбен Таравари и Максим Димитриевски. Арбен Таравари Дуи во вторник во одредна политичка анализа. Кој може да биде лидер на албанската опозиција, на Европскиот фронт? Дали тоа може да предизвика одредено ферментирање внатре во албанскиот кампус? Влен, Дуи, Зијадин Села, Арбен Таравари, значи вторник во одредна политичка анализа. Максим Димитриевски. Максим Димитриевски, значи знак нееднакво со Бранко Царенковски. Без разлика колку Бранко Царенковски се крие зад сцената, зад завесата, Максим Димитриевски, структурите на Максим Димитриевски, Игор Филков, Горан Минчев и така натаму се структури под контрола на Бранко Царенковски. Ако Бранко Царенковски со Христијан Мицковски, и ако Христијан Мицковски го пушти низ вода Максим Димитриевски, тоа значи дека ќе се конфронтира со Бранко Царенковски. Бранко Царенковски, работејќи против Зоран Заев, а го има замрзнато своето членство во СДСМ после она, во наводници, историски негативно интервју на Зоран Заев за агенцијата БГНС, работејќи против СДСМ и Зоран Заев, веројатно помага на Христијан Мицковски да дојде на чело на македонска држава, да победи на парламентарните, да победи на претседателските избори, да биде сегашен актуелен премиер на македонската влада. Да, навистина Царенковски очигледно има некакви релации со Христијан Мицковски, но многу порано има релации со Сашо Мјалков и со Никола Груевски. Уште 2004 година се тие релации. Така Бранко Царенковски победува на претседателските избори 2004 година и тоа е почетокот на конфликтот на Љупчо Ѓорѓевски и на Никола Груевски. Наташа Савови е сега паркирана ке Ордан Орце Камчев. Таа е дел на тој аранжман, ангажман или како да го дефинираме и всушност е доказ, сведок на тоа пријателство со сечење на вени помеѓу Сашо Мјалков, Бранко Царенковски и Никола Груевски. Драган Павлович Латас постојано повторуваше дека тоа е најубистрената комбинација. Мудроста за надворешна политика на Бранко Царенковски, политичкото искуство на Бранко Царенковски и економскиот прагматизам на Никола Груевски. Тоа функционираше така првите 2 години. Првите 2 години кога Бранко Царенковски станува претседател, тоа е 2004-2006 година, и првите 2 години кога Никола Груевски станува премиер, Бранко Царенковски е претседател 2006-2008 година. И сега имате една структура на Дуи која полека се крева. Дуи имаше прв пик, или се обиде да има прв пик на дестабилизација на влада на Христијан Мицковски, тоа беше некаде декември 2024 година. Јас во моите вонредни политички анализи реков дека ќе чекам крајот на септември, евентуално средина на октомври, да видам дали Христијан Мицковски ќе влезе во процес на апсење на Али Ахмети. Во оној момент кога Мицковски не влезе во процес на апсење на Али Ахмети, а ја ослободи на 5 или на 8 мај Република Македонија од окупацијата на Дуи и окупацијата на Али Ахмети, знаете, ако ви ослободите Македонија од нечија окупација, тогаш окупаторот мора да одговара. Има Нирнбергшки процес во Германија, ако Македонија била окупирана, некој треба да одговара.
некој треба да заврши на судска или на обвинителска клупа. Во моментот кога не завршува Али Ахмети, тогаш на сите ни е јасно дека Мицковски не ги контролира целосно до крај процесите во ВМРО-ДПМН. Тоа значи дека Дуј Али Ахмети имале контакти, комуникација со мокни структури во врвот на ВМРО-ДПМН, можеби со структури кои се сега во Будимпешта. Можеби Али Ахмети и структури на Дуј учествувале во процесот на бегство на Никола Груевски надвор од Република Македонија. И имате сега кочани. Повеќе од 60 приведени во однос на таа хаварија, 62 жртви во Кочани. Од тие 60 приведени, веројатно 50 се македонци, некаде околу 10 се албанци. Меѓутоа во Македонија, со однесувањето на владата, се сервира таква приказна, се дава таков лајт мотив, таква подлошка, нели да се создаде амбиент дека само албанци се апсат по повод големата трагедија во Кочани. Како некој да сака свесно или несвесно да предизвика анти-албанска или анти-македонска хистерија, зависи дали тоа го гледате низ призмата на Скопје или низ призмата на Тетово, и предизвикувајќи и таква хистерија да се влезе на локални и на предвременни парламентарни избори. Преголема е цената, преголема е опасноста да се влезе во еден таков процес. Некој таков процес контролира, некој таков процес стимулира. Знаете, јас секога сметам дека најштетно, најопасно за Република Македонија да биде направена одредена тројна влада. ВМРО-ДПМН, СДСМ како малцински партнер или како струмичка верзија на знам на Максим Интерески и Дуј на Али Ахмети. Тогаш ќе бидат бетонирани сите криминали изминатите 34 години. Не дека сега не се бетонирани, но тогаш ќе бидат ептен, херметички бетонирани сите криминали изминатите 34 години и ние нема да можеме да имаме ни П од правна држава во Република Македонија. Но само сериозна политичка, да не речам сериозна безбедносна криза, може да резултираат со формирање на заедничка влада на СДСМ, на ВМРО-ДПМН и на Дуј, бидејќи ако Дуј влезе во власта, што ќе прави Христо Мицковски со ваков лен, со ваков Арбен Таравари, тоа ќе биде почеток на крајот на Христо Мицковски. Знаете, и ако вие перманентно изминатите 7-8 години ги трошите сите политичари, гледате истрошени се сега во редовите на СДСМ, но ако вие ги истрошите сите политичари во кампусот на ВМРО-ДПМН, по 3 или по 4 години ќе си го поставите прашањето, чекај, па кој останува сега? И тогаш ќе се сетите на Будимпешта. Ете, Бугарија помина на еден ситен, не еден сличен таков процес. После падот или хаваријата на социјалистичката влада на Жан Виденов, после неуспешното владење кој беше испреплетено со конфликти на мултигруп и тогашниот бугарски премиер Иван Костов, пријател нели на Љупчо Ѓорѓиевски, одеднаш се случува крах во на бугарската политичка сцена и тогаш бугарите одлучуваат да го вратат царот. Од каде го враќаат? Од политички екзил во Шпанија, каде што бил 40-50 години после падот на царската власт во Бугарија и победата на комунизмот во Бугарија. Па кога ќе вратиме ние од екзил? Радмила Шекаринска евентуално, Крис Павловски од Вашингтон, од Соединетите Американски држави, и царот кој е во екзил, тој е Никола Груевски, освен ако македонската олигархија, чии рожби се и СДСМ и ВМРО-ДПМН, олигархијата е рожба на тајните служби, не се решат Кафетин Живко Макетов да го прават наследник на Зоран Заев и на Христо Мицковски. Во вторник Дуј, Али Ахмети, Зеден Села, Арбен Таравари. Што се случува? Што се прави зад завесата? Што може да се резултира, какви ќе бидат ферментации и така натаму во наредна политичка анализа. Сега ќе ви раскажам една средба со Викторија Нуланд, која беше задолжена за Југоисточна Европа, која беше на еден начин клучен играч во американската администрација тамо од 2008 година, пред Букурешт, пред самитот на НАТО во Букурешт, околу процесот на решавање на името на Република Македонија. Има средба во Скопје, двајца од присутните на таа средба се веќе починати, беше еден поранешен министар за надворешни работи, присуствувам јас на таа средба, и има размена на мислење како треба да биде решен македонско-грчкиот спор. Значи, тоа е разлика кога вие го менувате името поради политика или кога го менувате името поради бизнис. Киро Глигоров преговара за промена на името како форма на политика, Зоран Заев преговара и го затвара прашањето за промена на името како форма на бизнис. Форма на бизнис кој треба да го крени портфолиото на таа групација МАМАС, кој е сопственик, доминантен акционер во СДСМ, Бихачка или тоа што некогаш било наследничка на Комунистичката партија на Македонија. Викторија Нуланд тогаш дава еден предлог кој мислам дека беше во форма прва македонска
република, the first republic, или прва република Македонија, the first republic of Macedоnia. Нешто по примерот на прва, втора, трета, четврта или петта француска република. Тогаш еден од овие што се покојни стана и рече, па не може да биде прва, бидејќи прва била Крушевската република. Екселент били Викторија Нуланд. Тогаш ќе биде да секам, значи втора република Македонија. Имаше мноштво на предлози. Јас сметав дека ако треба да се менува името, колку тоа да не го сакам, потекнувам од Егејска Македонија. Многу ми е тешко нели да разговарам воопшто за тие разговори помеѓу Македонија и помеѓу Грција. Сметав дека треба да биде Македонска република. Значи ако има Сојузна република Германија, да има Германска демократска република. Сметаа тогаш дека Ибенка е република и ќе бидеме републиканци, а не Македонија, дека ќе бидеме македонци. Па имаше одредени теми или одредени дилеми дали Македонија може да биде Македонска република по примерот на Република Српска. Знаете, кога ќе погледнете географија, 51% од територијата на Македонија е во денешна Република Грција, само 38% е на територијата на денешна Република Македонија. И всушност кога ви имате име Северна Македонија, тоа ви асоцира, ви инклинира дека еден ден некоја Северна, Јужна, Источна, Западна Македонија ќе може да се обединат. Тоа е некоја суштина на процесите. Тие процеси не го затварат, туку го прават отворено македонското прашање. Тие процеси ги плашат дел од нашите соседи, например Бугарија, кој смета дека Пиринска Македонија во некој временски контекст може да биде наречена Источна Македонија. Во такви услови, значи, кое се ставено на маса, тога се поставува клучно прашањето. Кога вие преговарате за име и преговарате за опсег на името. Ако името подобро, тогаш опсегот е поширок на тоа име. Тоа е разликата помеѓу ерга омнес и име за меѓународна употреба. Ако името на државата многу подобро за нас македонците, тогаш ќе биде за севкупна употреба или ерга омнес. Ако името на државата е полошо за нас македонците, тогаш ќе се бориме да биде име за меѓународна употреба, да не биде сменет уставот, да не биде за домашна употреба, да не биде на лични карти, пасоши и така натаму и така натаму. Што направивме ние во мандат на Зоран Заев, кој доаѓа после шарена револуција, кој доаѓа после растурање на сите тие процеси во мандат на владата на Никола Груевски, преговара, но ги обструира, прави се да не бидат реализирани и како поминува секој ден, така е се послаба македонската позиција, ние прифаќаме најлошо име Република Северна Македонија за севкупна или ерга омнес употреба. Јас се спротивставам на таквите политики, знаете. Кога после Викторија Нуланд, американците преку Метју Нимиц доставија 5 предлози до македонското раководство, имаше 2 предлози кои беа прифатливи за нас, тоа е Демократска република Македонија, тоа е Народна република Македонија, 2 предлози кои се неприфатливи за нас, тоа е Северна и тоа е Горна Македонија, и еден компромисен предлог кој е полуприфатлив, тоа е Република Македонија во Заграда, Скопје. Со тој предлог ние отидовме во Букурешт, Никола Груевски и Бранко Црненковски на крај се договорија и грците ставија вето на приемот на Македонија во НАТО алијансата Букурешт 2008 година. Но Република Северна Македонија е дел на предлозите кои ние 2008 година ги одбиваме. И кога вие ќе сватите стратегијата за промена на името како политика на бизнис, а не како политика на стратегија на македонско национално единство, ние доаѓаме до тоа. Република Северна Македонија за севкупна употреба. Поради тоа СДСМ ќе треба да се дистанцира и да се извини за политиката на Зоран Заев. Гледате, почитувани гледачи, СДСМ ваква каква што е сега е инвестиција на Зоран Заев, а Зоран Заев е инвестиција на БЦ или на Бранко Црненковски. И колку нели тоа да ви звучи абсурдно, ако ги ставите на една маса сите елементи на служувалката, ќе дојдете до истиот тој заклучок. СДСМ во мандат на Бранко Црненковски има 2 клучни години, тоа 1998, односно 97 година. 97 година се тие големи протести кои се најавуваат после оној случај со тат во Битола, кога е готов Бранко Црненковски. Треба да падне Бранко Црненковски, му помага Лјупчо Ѓорѓевски, останал на власт Бранко Црненковски на чело на македонската влада и СДСМ до 98 година и подоцна на послужавник му ја предава власта на Лјупчо Ѓорѓевски. Втората пресвртна точка е 2008, односно 2009 година. Од 2004 година, кога Црненковски ја напушта челната позиција на СДСМ, до неговото враќање 2008, односно 2009 година, во тие 4 или 5 години Бранко Црненковски ги потрошува и Владо Бучковски, и Радмила Шекеринска, и го хаварисува Зоран Заев. Зоран Заев, кој поради случајот Глобал завршува на тополо оброк 3 пати на ден, го амнестира и го помилува Бранко Црненковски. Знаете, кога ќе ве амнестира некој, тоа како да бидете со 2 скршени крила турнати во политичката арена. Таков хаварисан Зоран Заев
подосна беше лесен за манипулација за промена на името на Република Македонија. И кој имате таков еден композит, тогаш вие знаете на Зоран Заев така хаварисан, кој е принуден да го смени името, и тоа го разбира како политика на бизнис, а не како политика на одредена стратегија, тогаш пред СДСМ на располагање стоја 3 или 4 опции и некоја мешавина на една или на две од тие 4 опции всушност ќе биде разврската или финалето на идеолошката или секаква друга криза во рамки на СДСМ. Уште 2013 година јас велев дека на СДСМ може да и се случи процес, можете да ги погледнете емисиите кои се ставени на YouTube, дека може да се случи процес на ПДПизација на СДСМ, ПДП, кој беше најсилна партија кај албанците, кој отвори многу процеси и која со помош на службите беше поделена на ПДП и на ДП, на Армен Джафери и на Мендух Тачи, со замешателство и на Киро Глигоров, и на Љубомир Прчковски, и на тогашниот албански премиер, подосна председател Сали Бериша, беше пуштена низ вода. ПДП дојде на власт. ДПА и тоа беше некој увертира на војната 2001 година, подосна доаѓа ДУИ, со исклучок на 2006-2008 година, изминате 22-24 години, ДУИ како во наводници репрезент на албанците е дел на секоја влада во Република Македонија и некаде од летото минатата година до сега ДУИ надвор од власта. И сега имате секакви закани за дестабилизација, за вакви процеси, за онакви процеси, за ДУИ да може да биде вратена во одредена влада вторник. Тоа ќе го анализираме. Значи имате процес на ПДПизација на СДСМ, имате процес на пасокизација. СДСМ не одговара на процесот на пасокизација, бидејќи знаете Сириза се јавува како паѓа пасок, меѓутоа пасок не се откажува од својата идеологија. За разлика од СДСМ на Зоран Заев, кој се откажа од својата идеологија. Идеологија и во однос на Белград, тоа што ги објаснив некаде пред 30-40 минути, и борба против албански иредентизам и против бугарски врховизам. Зоран Заев ја распусла како чергиче СДСМ и пред албанскиот иредентизам и пред бугарскиот врховизам. Имате трет модел, СДСМ да биде трансформиран во социјалистичка партија на Љубисав Иванов Дзинго. И тоа можеби одговара најблиску до вистината како ќе биде трансформирана СДСМ на Зоран Заев. Гледате, сега го нема Дзинго, но се уште социјалистичката партија која можеби не постои или постои како некаков политички крак носител телевизија. И четвртиот модел е ДПА на Мендух Тачи. Да функционира СДСМ некош најмокна партија, да биде приврзок на одредени македонски коалиции, предизборни, изборни коалиции, зошто само кланот Мамас да може да се озачува и влијањето, парите, да не бидат судски гонети, да не бидат судски процесирани, така натаму и така натаму. Во комбинација на СДСМ како социјалистичка партија на Дзинго и СДСМ како ДПА на Мендух Тачи, јас очекувам дека ќе бидат спроведени процесите на докрајчување, до разнебитување на СДСМ. Всушност процесот на ПДПизација на СДСМ кој најав од 2013 година не се случи 2013, 2014, 2015 година, беше пролонгиран за 4, 5, 6 години, токму околу бомбите, вистината за Македонија, која резултираше на крај со промена на името Република Северна Македонија, најлошо име со севкупна употреба. Или она што јас го нарекувам, кога веќе смените име на држава, водејќи бизнис политика. Дали ваков СДСМ може да победи на избори? Односно, дали СДСМ без да се извинува за политиката на Зоран Заев, таму има одредени елементи кои се добри, нели, меѓутоа говориме за генералниот правец на политиката, дали СДСМ ако не се извини за политиката на Зоран Заев, може да победи на следните или било кои наредни избори во Република Македонија? Апсолутно не. Тој процес во СДСМ мора да оди во 3 фази. Прво, смена на Венко Филипче. Второ, дистанцирање од Зоран Заев. И трето, дистанцирање од струмичките побратени, политика, стратегија на струмички побратени, каде што знаете во едно заедничко струмичко оро се Венко Филипче, Христијан Мицкоски и Зоран Заев. Гледате како сега функционира СДСМ, како одредено акционерско друштво, каде што имате представник на Фрчко групацијата, тоа е Ана Чупеска, па имате представник на Сорос групацијата, па имате представник на Оливер Спасовски групацијата, па го имате Ѓорги Галетановски како представник на интелектуалното крило или градското крило на СДСМ, и сите тие не се ни 1%, 99% во акционерското портфолио нова СДСМ го има политичката групација Мамас. Не мислам најварот Мамас, мислам на политичката групација Мамас. И ако овие шампиони, овие бизнисмени кои добро работат, го продават Мамас на Блискиот Исток,
на далечниот исток, во Соединетите американски држави, овие политички не шампиони го продаваат СДСМ во Белата палата. И во такви услови, за вие да имате рамнотежа, а подосна и можеби кохабитација на главните политички партии во Република Македонија, тамо некаде по 3, 4, 5 години, да не име продавате приказната на македонците дека е заморена од проширување Европската унија, а таа ќе ви ги напика за 2 или за 3 години Албанија и Црна Гора, и вие ќе гледате како и Албанија и Црна Гора поминуваат како брз воз покрај вас, и за да не го лажите македонскиот народ со такви приказни, мора да се случат процеси во СДСМ, во ВМРО ДПМН. Процесот во ВМРО ДПМН ќе почнат по заменување на Христијан Мицкоски, по можно враќање на Никола Груевски или не враќање на Никола Груевски, или Никола Груевски ќе ги потроши сите. И тука ќе биде клучна ролјата на Александар Николовски. Гледате, Александар Николовски всушност е прокуристот на Груевски во Белата палата, но ако Бранко Царенковски во 2, 3 или 4 години ги троши Радмила Шекеринска, го троши Владо Бучовски како политички противници, па го хаварисува Зоран Заев и најмногу го троши Мали БЦ или Игор Ивановски Шема, тогаш Александар Николовски како прокурист на Никола Груевски ќе треба да си го постави прашањето кој му е политичкиот противник? Никола Груевски или Христијан Мицкоски? Знаете, додека вие служите да го трошите Мицкоски во корис на Никола Груевски, тогаш знаете, можеби е подобра политиката да ги скарате Никола Груевски и Христијан Мицкоски, а вие да излезете како победник од тој дуел. Тоа што не го направи Владо Бучковски, тоа го објаснав минатата вонредна политичка анализа. Наместо да ги смени Радмила Шекеринска како вице-премиер во неговата влада, Никола Поповски како министар за финансии, и од кога ги смени нив да влезе во конфликт со Бранко Царенковски, тој прво се конфронтираше со Радмила Шекеринска и со Никола Поповски, и тоа го искористи Бранко Царенковски да го ослаби владењето на Влад Бучковски, подоцна да го порези на Конгресот тамо некаде почетокот на есента 2006 година. Ова е нашата политичка анализа. Ако ви се допадна, стиснете лайк, стиснете subscribe. Вонредна политичка анализа за тие кои се мембари, вторник, 22 часот и 30 минути, одлична политичка анализа. Али Ахмети, Дуи, Зиедин Села, Арбен Таравари и така натаму и така натаму. До вторник е наредната недела. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.